Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Како што ветивме минатата емисија, денеска на тест го имаме Рено Аустрал. Возило кое е предводник на новата ренолуција. Тоа е новата филозофија на Рено во правењето на возилата кои се моментално на пазарот, но и од оние кои ќе дојдат. Но пред да се вратиме на Рено Аустрал, ве поканувам да видите денеска што подготвивме од останатите содржини за вас. Астон Мартин ги објави плановите кои предвидуваат марката да учествува во FIA светскиот шампионат во издржливост и МСА, шампионатот на спортски автомобили и други значајни настани. Адутот што го имаат е хиперавтомобилот Valkyrie со V12 погон подготвен да ги задоволува меѓународните спортски прописи. Планот предвидува Астон Мартин во 2025 година да почне да се надпреварува со по еден автомобил во секоја серија во партнерство со тимот Heart of Racing. Така Valkyrie ќе се појави на престижните 24-часовни трки Дејтона и Леман, од каде компанијата има пријатни спомени победувајќи во давнешната 1959. Голем дел од развојните работи веќе се завршени благодарејќи на добрата основа што ја има. Сега се работи на усовршување на аеродинамиката и перформансите за да се постигне паритет со рибалските тимови. Тркачкиот Valkyrie ќе биде сосема поинаква зверка од друмскиот. Ќе има подолга и поширока шасија, но ќе го задржи 6,5-литарскиот мотор со модификации кои ја ограничуваат силината на регулираните 680 коњи и обезбедуваат да издржи 24-часовна трка. Покрај ова, Астон Мартин потврди и дека развива нови GT3 и GT4 тркачки автомобили базирани на редизајнираниот спортски Vantage. Горивните келии по се изгледа се иднината на еколошкиот тежок транспорт. Прототипот Gen H2 помина растојание од 1047 км со едно полнење. Во двата резервоари имаше вкупно 80 кг течен водород, количина доволна експерименталниот влекач на Mercedes-Benz, наречен Gen H2, да го помине споменатото растојание. Камионот со бруто маса од 40 тони беше целосно натоварен и растојанието поголемо од 1000 км го помина само со 80 кг течен водород како гориво. Кога развива погони базирани на водород, Daimler Truck се фокусира на течен водород како најперспективен еколошки погон. Предноста на технологијата на водородни горивни келии е што нема потреба од батерии за складирање на струјата и инфраструктура на полначи. Тоа ги прави возилата со овој погон далеку поевтини и попристапни за широка употреба. За Toyota како да не е доволно што Land Cruiser ја освои земјата, низиното американско дизајн студио подготви концепт за освојување на месечината. Наречен Baby Lunar Cruiser, тој представува единствена мешавина на адаптивни технологии и наследството на дизајнерските карактеристики на легендарниот FJ40 Land Cruiser. Задвижување со електромотори во тркалата, а се управува со двојни џојстици. Гумите му се без
низ воздух, а контролната табла со широк панорамски приказ. За снаоѓање во меѓупланетарните истражувања се задолжени цела низа камери и радарски сензори, а во задниот дел е сместена клупа на преклопување. Авантурата може да започне. Stellantis продолжува со реорганизација на своите производствени капацитети. Најновите вести се однесуваат за фабриката Melfi во Јужна Италија, од која сега излегуваат Fiat 500X, Jeep Renegade и Compass. Но иако и сега и порано во својата историја таа произведуваше главно помали возила, плановите на компанијата за неа се поинакви. Според информациите од работничкиот синдикат, незината трансформација ќе ги донесе идната генерација на Opel Insignia DS9, наследникот на DS7 и неговиот еквивалент со лого на Lancia, додека од сегашната гама ќе остане само Compass. Промената на гамата е планирана да се случи во 2026 година, а засега не е позната висината на инвестициите кои секако нема да бидат мали. Во оваа фабрика во 2015 година беа произведени 393.000 возила, бројка која лани беше преполовена. Една вест од Honda истовремено ги израдува и разочара влюбениците во марката. Се работи за првиот V8 агрегат на јапонската компанија, која за жал нема да се најде во автомобилите. Станува збор за вонбродски мотор за поголемите чамци и глисери, кој, како му кажува ознаката BF350, располага со точно толку коњски сили. Според производителот наменете за пловила над 25 стапки, односно 7,5 метри, кои единствено можат да се справат со ваква машина од цели 5 литри работна зафатнина. Како што доликува на Honda, атмосферскиот безенец располага со вариабилен систем за контрола на работата на вентилите и други технологии за оптимизација на потрошувачката на гориво, кое е доволно да има 86 октани. Конкретно, Lean Burn контролата на смесата на воздухот и бензин во зависност од брзината и оптоварувањето и програмираното бризгување. Располага и со други напредни технички решенија, а дека се работи за сериозна машина, кажува тежината од цели 347 килограми, како и цената од $46,000. Хрватскиот Римац досега повеќе пати ги има докажано својата техничка надмоќ и креативноста, но овој пат не кај конструирањето суперавтомобили, туку со снимката од својата фабрика во загребската приградска населба Света Елена. Направена е со еден непрекинат лет со дрон и го опфаќа целиот производствен циклус на создавањето на електричната невера, која располага со 1914 коњски сили. За да не ви пречиме, тука ќе престанеме со зборување и ќе ве оставиме да се воодушевувате на вештината на луѓето кои го снимија ова видео. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш?
Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Најголема новост од европската автомобилска сцена во оваа седмица е представувањето на новиот BMW X2, кога беше лансиран првенецот најавен како спортско активно возило. Еволуцијата на втората генерација на X2 донесе новост. Сега тоа е спортско активно купе и го негува стилот што го има далеку поголемиот X6. Овој жанр е прифатен кај купувачите кои сакаат нивните теренци да делуваат спортски и динамично. Новата генерација на X2 е поголема во сите смерови. Ке има избор на 4 мотори на согорување, меѓу кои и еден дизел и се разбира електрична варијанта со моќни 313 коњи и погон на сите тркало. Новиот X2 ги истакнува дизајнерските елементи што предизвикуваат шок и стравопочит. Предниот дел карактерно е близок со X5 во бубрежните решетки и фаровите, додека позади има динамичен сет на светла. Задниот дел завршува на начин како кај X6 со изразен спойлер кој треба да генерира дополнителна надолна сила. И се разбира, тоа не би било модерно BMW без опција за осветлување на рамката на бубрезите и логото на марката. Доводите за воздух на предниот браник се вертикално поставени, додека на задниот браник е задржана монолитноста. За оваа комбинација се одлучиле дизајнерите поради аеродинамични придобивки. Странично има висока линија со изразени лакови и тркалата што ги исполнуваат имаат поголем диаметар. Оние кои сакаат да остават посилен впечаток може да се одлучат за опционалните 27-инчни тркала од лесна гура, опција за прв пат достапна на компактен BMW. X2 е достапен во широк спектар на бои. 11 опции за надворешна завршница ќе бидат понудени од лансирањето, вклучувајќи и новата Vegas црвена металик. Внатрешноста на X2 позајмува многу од X7, што е добра работа. Доминира дисплеот наклонет кон возачот и пловечката конзола која содржи избор на контролите за инфозабавниот систем. Тој работи со оперативниот систем 9 на BMW, кој има структура на мени како телефон и кратенки дизајнирани да ја олеснат интеракцијата со него. Седиштата се уникатни за X2 со особено внимание посветено на удобноста на долги растојанија. Стандардно има подобрена странична поддршка, додека опционалните спортски седишта имаат поголема приспособливост. Новиот X2 е поставен на платформата на X1, па затоа не треба да е чудно што го делат меѓуоскиното растојание од 2692 мм, но каросеријата на X2 е за 6,6 см подолга од онаа на донаторот. На самиот почеток на продажбата ќе има избор на 4 мотори на согарување и една изведба на електричен погон. Најмалиот бензинец е 3 цилиндраш од 1,5 литри, од чија зафатнина со помош на турбо и 48 волтен благ хибрид се излекуваат 170 коњи.
Следен во понудата е дволитрениот 4-цилиндарски бензинец кој испорачува 245 коњи, а врв на понудата е M35X Drive и има 6-цилиндарски мотор со 316 коњски сили. Не се запоставени ниту љубителите на дизелот. Единствен избор им е верзијата S-Drive 18D со 150 коњи и декларирана потрошувачка од 5,1 литар нафта. Ознаката iX2 X-Drive 30 е резервирана за електричната верзија, која ја погонуваат два електромотори, секој сместен на по една оска. Нивната системска сила е 313 коњи, спринта од мирување до стотка за 5,6 секунди, а максималната брзина е ограничена на 180 км на час. Овие перформанси ги поддржува батерија со 64,8 киловат-часови капацитет кој гарантира автономија до 449 км според WLTP. BMW тврди дека новиот X2 е подобрен во однос на неговиот претходник во одделот за агилност, комбинирајќи подобрена динамика на возење со поголема удобност на долги растојанија. Почетокот на продажбата е закажан за март идната година и сосема реално е да пристигне тогаш и во Македонија. Веќе сме на средина на есента, вистинско време за подготовка за следната моторциклистичка сезона. Триумф го освежи скремблер со две едиции, додека италијанскиот Moto Guzzi направи интерпретација на познатиот модел V7. Stone Corsa е инспириран од тркачката историја на марката. Кога се зборува за Citroen, неизбежна асоциација е моделот 2CV или нашки кажано спачек. Во чест на 75 годишнината од појавувањето на овој култен автомобил, ве потсетуваме на неговите почетоци. Се поагресивно настапувајќи, Триумф ја представи новата скремблер линија со чинета од попристапниот 1200X и подобрениот XE. Овој моторцикл, иако се произведува во Тајланд, е врвно дело на британскиот класичен инженеринг со убедливи спецификации кои му ги обезбедуваат агрегатот Bonneville 1200, предното тркало од 21 инч и безпрекорниот квалитет во завршната обработка. Суштинската разлика меѓу двата модела ја истакнува скремблер 1200X со своите способности какви купувачите ги сакаат, во комбинација со широката понуда на опрема и технологии. По ниското седиште, по тесното кормило и по краткото меѓуоскено растојание нудат функционалност по конкурентна цена и сервисни интервали од 16.000 км, што значително ги намалува трошоците за одржување. 1200X пак располага со полниот потенцијал што му го обезбедува механиката која сега вклучува ново ослонување со подобрена прилагодливост, Brembo стилема со пирачки и унапредени големи број детали. Конструиран да пружи еднакви можности на асфалт и надвор од него, тој сигурно ќе биде во фокусот на купувачите кои бараат авантура. Марцоки, предната вилјушка, задното ослонување со подесување на преднапрегањето и оптимизираната електроника која овозможува контролирано пролизгување низ виоците ќе придонесат за тоа. 5 режими на возење и совршената рамнотежа во испораката на 90 коњски сили и 110 Нм вртежен момент, заедно со специфично длабокиот и карактеристичен звук остануваат заштитен символ на скремблер. За оние што сакаат нешто специјално, Moto Guzzi подготви интересна серија на моделот V7 со ознака Stone Corsa инспирирана од спортската традиција на марката. Овој моторцикл со тркачки карактер, скриен во класичниот дух на компанијата, се издвојува по елегантниот оклоп и седиштето со ретро изглед, будејќи носталгични асоциации на љубителите на исконските италијански машини.
Во него е вградено воздушно-ладен ветвин агрегат со агол меѓу цилиндрите од 90 степени кои ги исполнува Евро 5 нормите. Впрегнат со 6-степен менувач, тој од своите 853 кубни сантиметри на возачот на располагање му става 65 конски сили, барајќи при тоа за возврат 4,9 литри гориво на 100 километри. За помалку искусните Moto Guzzi нуди и верзија пригушена на 48 конски сили. Еден од најчудните автомобили во историјата, Citroen Spacek, годинава го прославува својот 75-ти роден ден. Но, иако се појави во продажба во 1948-та, неговата приказна започнува 10 години порано. Имено, водени со идејата да понудат народен автомобил достапен за секого, инженерите на Citroen започнаа со работа некаде на средината на 30-тите години од минатиот век. Имаа за задача да направат возило кое еднакво добро ќе служи и во град и на селаните по цена која ќе може да ја платат сите. Спецификациите кои им беа наложени беа народниот автомобил да биде пристапен, едноставен и издржлив, да носи 4 лица со нивниот багаж со брзина од 50 км на час и да не троши повеќе од 3 литри на 100 км. Од него се бараше и да може да превезе корпа јајца низ изорано поле без тие да се скршат. Инженерите си ја завршија работата најдобро што умеја и подготвија автомобил за кој можеме да кажеме дека беше карикатура на тркало. Каросеријата му беше направена од индустријски буриња, имаше едно светло и платнен покрив, седиштата тешко дека можеа да се наречат така, а моторот беше двоцилиндричен воздушно-ладен со едва и 9 конски сили. Таков каков беше, се беше подготвено за неговото представување кое требаше да се случи на салонот на автомобилите во Париз 1939 година, дури и проспектите за него беа отпечатени. Но тогаш Франција и објави војна на Германија и животот тргна по друга насока. За автомобилот да не падне во рацете на окупаторот, инженерите на Citroen 4 од прототипите закопаа на локации што само тие ги знаеа, а сите други ги уништија. Разрушената земја после војната имаше уште поголема потреба од автомобил со вакви спецификации. Во Citroen се зафатија за работа и моделот, чија идеја беше стара повеќе од деценија, го преуредија, подобрија и представија на публиката во 1948 година, а таа реагираше како што можеше да се очекува. Конкурентите и стручната јавност си правеа вицеви со него, а купувачите застанаа во ред долг 6 години. Спачек инстантно стана символ на слободарскиот и непокорлив дух кој го чува и ден денес. Последниот беше произведен во 1990 година во фабриката во Португалија, чиј директор си го зеде за себе. Постојат гласени дека незадоволни од тоа, некои важни луѓе во компанијата дали налог да се направат уште 4 примероци, но тоа не е потврдено. Како и да е, во својата пазарна кариера долга 42 години во која го надживеа и својот наследник Диана, Спачек беше произведен во повеќе од 5 милиони примероци. Рено во својата 100-годишна традиција е една од компаниите која не е само предводник во дизајнот, туку и во технологијата. Со новиот Аустрал, Рено демонстрира еден нов пристап во технологиите, но и во дизајнот. Заменик или наследник на моделот Каџар, Аустрал покажува дека Рено со својата нова генерација има што да покаже.
Пред се тоа е електрификацијата. Денеска на тест го имаме моделот со благ хибрид кој е поставен за да подобри не само перформанси, туку и економичноста. Но да почнеме со дизајнот. Се гледа веќе на предницата дека се задржани основните постулати на светлосните групи кои владеат во оваа компанија. Сакестата форма на маската на ладилникот ја разбива огромниот знак на Рено. Но ова не е само знак, туку е куќиште за многу сензори кои ги обслужуваат системите за активна поддршка на возењето. Во новиот дизајн не е ништо радикализирано во однос на претходниот, но забележливи се големите светлосни ленти кои навлегуваат длабоко во петата врата. Тие го кријат гепекот кој има простор доволен за да се сместат повеќе работи. Погледнете и сами. Можеби не е од најголемите во класата, но сосема е доволен да абсорбира торби доволни за 4 патници. Околу Аустрал нема што многу да се дискутира за надворешниот дизајн на задниот дел, но тој потенцира дека овој модел е и динамичен, не е само допадлив. Високата контура на Рено Аустрал не е само да ја нагласи неговата кросоверска намена, туку и да пружи доста простор во внатрешноста. На задната клупа, погледнете колку има простор во сите смерови, има доволно простор за рамениците, има доволно простор за колениците, но и растојанието од главите до покривот е големо. Ме радува што секаде може да се забележат емоции. Ова е возило направено во ниво на изведба Алпине, па затоа во внатрешноста погледнете, секаде има знаци на сината боја која ја користи Алпин како заштитна. Еве, дури и на сигурносните ремени. За долгите патувања да бидат подобри, направено е и да има два USB од типот C приклучоци, а Рено е посебно горд на своето потекло на Франција, па затоа и на седиштата забележливи се француските знамиња. И конечно на возачкото седиште на Аустрал. А кога сме веќе кај седиштата, морам да истакнам дека тие се направени извонредно комотно, но и ергономски. Возачот како да е гушнат од инструментите, но и од централниот гребен кој има мултифункционална улога. Пред се, тој има големи простори за одложување на дребулии, а мене што многу ми се допаѓа е вистинското растојание каде што можете да ги поставите лактите, односно рацете, кога сте, да кажеме, дур возите на автопат. Добро остварување е и овој дел од централниот гребен, кој може да се движи во зависност од потребите. Тој крие исто така голем простор за одложување на дребулии, а напред се места каде што може да се стават пијалоци или некои други дребулии. Целата атмосфера делува спортски. Гледате дека целата внатрешност е скулптурално направена. Има многу форми, а мајсторски се вметнати и дифузорите за воздух, кои како едвај да се забележуваат. Атмосферата во внатрешноста е навистина убава, иако целата внатрешност е тапацирана со црна боја. Возачот е гушнат од два големи дисплеи. Едниот ги покажува виталните функции неопходни за возењето, додека централниот е наменет за инфозабавниот систем.
на него можете да се играте колку сакате. Но мене малку ме збунува целата конфигурација на воланот и она што се наоѓа зад него. На управувачот имате премногу прекинувачи, а може би и тоа делува малку збунувачки. Повеќе од 12 прекинувачи се тука, од оној за бирањето на модусите за возење, па се до основните функции за асистентите при возењето. Но тука конфузноста не завршува. Погледнете, тука имате дури 4 рачки. Едната е за менувачот, другата е за трепкачите и светлата, се разбира за бришачите, но не знам зошто покрај толку електроника Рено ја задржува оваа палка на која се сместени манипулаторите за аудио системот. Може би и непотребно, но тоа е работа на вкусовите. Врвна опременост, врвен амбиент, па дури и амбиенталните светла тоа го потврдуваат дури и дење. Но за мене најважно е како еден автомобил се однесува во возењето, какви се неговите динамички својства. Во знак на комфорот, Рено го опремува Аустрал со CVT менувач. Веќе на првото стартување се забележува дека тој работи нешто потивко. Мене не ми се допаѓаат многу CVT менувачите затоа што се големи галамџии. И веднаш имаме сплет на свиоци на кои каросеријата сосема добро се држи. Поради високото тежиште има мало надуправување, односно задниот дел сака да повлече, но тука на сила стапува електрониката која сосема добро ја стабилизира каросеријата. Големите 20-инчни тркала возењето го прават исто така прецизно. Управувањето ви покажува дека секогаш може да се потпрете на она што го нуди Рено. А тоа е не само комфорот, туку и доброто потпирање, кое можете да го коригирате без никакви проблеми. Веројатно слушате кога ќе го форсира моторот, CVT менувачот изразено е побучен, но никако не е бучен како кај јапонските автомобили. Што се однесува до забрзувањата и возењето воопшто, тие се линеарни. Просто не се чувствува дека имате така нисколитражен мотор. Со ваков пат исполнет со свиоци, Аустрал се чувствува дека е скроен првенствено за удобно возење. А кога некете да го форсирате моторот, тогаш во кабината се е тивко. Јас на почеток го искритикував управувачот бидејќи е преоптеретен со прекинувачи, но тие не пречат во возењето. Може би ги има премногу, но сепак тие не пречат во возењето. Она што го забележав е ова што го гледате сега на снимката. Непотребни информации за возењето. Цело време системот ми кажува дека сензорите за паркинг во овој момент се неактивни. А зошто и би биле активни кога сум во движење? Аустралија покажува целата зрелост на Рено. Оваа синергија на благ хибрид и турбобензинец може би не е од најмодерните, но сепак е скроена да пружи забава во возењето. Првенствената намена на овие склопови е да бидат економични. Во моето возење забележав потрошувачка која е поголема од 10 литри, поточно 10,7 литри, што и не е некоја вредност за фалење. Убеден сум дека доколку би го возел посмирено, Аустрал би покажал и многу пониски вредности на потрошувачка, особено во градски услови и кога се вози на автопат. Но,
Што е пречка да се купи Аустрал? По пандемијата во последниве 2-3 години забележливо е осетно поскапување на сите возила. Од тоа не е поштеден ниту Аустрал. Аустрал чини 46.600 евра. Ако е за утеха, ниту еден автомобил, односно кросовер од оваа класа со ова ниво на опременост не може да го набавите поевтино. Мене ми се допаѓа целокупниот склоп на Аустрал. Тој е и комотен, тој е и експлозивен, иако има нисколитражен мотор, тој исто така е и удобен и на долги релации. А за цената може да се најде решение преку Шпаркасе лизинг. Со планот на отплата на рати, овоа возило може да чини разумна сума на пари, се разбира ако ја одделите на месечно ниво. Ова беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Останете во добро здравје и расположение, а ние се гледаме следната сабота. До гледање.